Почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина на МНЕТ телевизија, ново издание во кое што одново го ставаме фокусот на македонскиот фудбал со оглед на фактот дека е веќе нели актуелен покрај трансферите. Веќе започна и првата македонска фудбалска лига, беа одиграни и надпреварите од тоа прво коло, она што и претходно го најавувавме ете и практично нели се оствари, а тоа е она дека нели ќе имаме неколку новитети кои што се опфатени сега со новата сезона 2025-2026 во првата македонска фудбалска лига. Успешно деби имаше ВАР технологијата која што беше применета нели на сите надпревари, а неколку одлуки беа нели и коригирани секо во консултација со судиите од ВАР собота, што значи дека ете веќе конечно македонскиот фудбал е офатен со ВАР технологија со цел да има нели фер и правично судење. Покрај ВАР технологијата која што беше офатена е другиот новитет кој што е офатен нели за што е можно поголема видливост, за поголема промоција и организираност на првата македонска фудбалска лига, тоа што надпреварите сега се игра дури во 4 дена. Знаете дека првата македонска фудбалска лига или првото коло беше отворено со 2 надпревари. Во петокот 2 надпревари беа одиграни во саботата, а по еден надпревар беше одигран во неделата и во понеделникот и практично имаме нели можност да се проследат повеќе надпревари и сите со телевизиски преноси, она што претходно го обекеше или вети Фудбалската федерација на Македонија. Новото раководство веќе се остварува и веќе имаме некои конкретни нови активности во насока на што е можно поголем квалитет во македонскиот фудбал или конкретно во првата македонска фудбалска лига. Колото беше отворено на еден ефикасен начин со многу погодоци и практично на новој начин со кој што се отвори колото, ветува дека ќе имаме една возбудлива и неизвестна сезона. Картењето на лигата, тоа што претходно го спомнав, се рефлектира и ќе се рефлектира на начин што практично ќе имаме голема неизвестна борба за да се обезбедат потребните бодови за да се обезбеди опстанокот, бидејќи знаете 3 екипи директни спаѓаат, 2 играат бараш, а видовме дека во првото коло се случи дебакал на некои екипи како што е Брера, Струмица, како што беше екипата на Пелистер, меѓутоа и на Шкупи кои што доживеа на вистина тешки порази на стартот од новата сезона. Ќе имаме можност секој да ги проследиме пред вас и резултатите од тоа прво коло, па да ги скоментираме и самите резултати и самата игра која што ја прикажа екипите на тоа прво коло. И секако од самиот старт она што се истакнува дека Силекс Шкендија, актуелниот шампион, вице шампион Силекс и Вардар кој што е освојувач на купот на Македонија претходната сезона, ќе бидат трите екипи кои што ќе ја бркаат таа титула во домашниот шампионат и секој ќе атакува на освојување и на куп титулата, односно ќе атакува на двојната круна, што значи дека од самиот старт овие три екипи тргнаа доста ефикасно и секако нели ги забележа оние високи убедливи победи. Предлагам овде да ги погледнеме резултатите од првото вовојно коло од првата македонска фудбалска лига, па во насока на тоа и да ги искоментираме резултатите со оглед на фактот како што кажав, првата лига беше отворена во петокот со 2 надпревари. Првиот надпревар се играше на градскиот стадион во Тетово, каде што екипата на Шкенди или актуелното освојувач го пречека Шкупи во надпревар кој што вети многу погодоци и тоа дури 6 за 5-1 убедлива победа на Шкендија над Шкупи. Овде морам да го потенцирам моментот дека всушност Шкупи настапи со младенци на овој надпревар. Не знам што е она причина за тоа што доста од оние засилување ги немаше, се играше и со млади играчи. Од друга страна проблем за Шкупи представува моментот што се уште нема имплементирано ВАР технологија на стадионот во Чаир. Ќе видиме каде Шкупи ќе игра сега во рамки на тоа второ коло, бидејќи ќе мора да игра на стадион каде што има ВАР технологија. Од друга страна Шкупи, односно од друга страна Шкендија одлично ја започна новата сезона со оглед на фактот дека одлично настапува и во Европа и веќе ги има обезбедено настап во групната фаза од конференциската лига на УЕФА, што ќе биде втор најголем успех исто така постојано кој што го направи Вардар претходно настапувајќи во групната фаза од Лига Европа. Шкендија одлично отвори како што кажа сезоната без Артеј Бирмен и добар стрелец во историјата на македонскиот фудбал, одново ќе конкурира и оваа сезона да биде најдобар стрелец во лигата со тоа што сезоната ја отвори веќе уште во првото коло со два погодоци. Во петокот исто така се одигра вечното дерби или македонското Ел Класико, ако можеме така да кажеме. Вардар со 4-1 го декласираше Пелистер на националната арена Тодор Провески во Скопје во надпревар каде што Вардар доминираше и Вардар е тој кој што успешно и со убедлива победа ја стартуваше новата сезона во првата македонска фудбалска лига, што ветува дека одново нели ќе гледаме Вардар и Шкендија во таа трка за двојната круна или двојната титула која што ќе се освојува во новата сезона.
Башкими во Куманово против Рсими. Ова беше всушност едно дерби на двата лански второлигаши кои што всушност секако војуваа и минатата сезона и сега на терените ја остварија својата цел. Башкими се врати некаде после 17 години во првата македонска фудбалска лига, додека пак од друга страна екипата на Арсими е дебитант и во својата клубска историја за прв пат игра во првата македонска фудбалска лига. 1-1 беше на преворот во Куманово, поделба на бодовите. 0 одигра екипите на Тиквеш и Работнички во Кавадарци. Практично тоа беше единствениот надпревар во рамки на првото коло на кое што не видовме погодоци, меѓутоа имаше неколку шанси едните и другите да го отворат резултатот во Кавадарци, сепак мрежите мирува, додека пак колото беше затворено во понеделникот со надпреварот помеѓу Силекс и Бреера Струмица во Кратово, дебакал на струмичани од 5-0. Силекс стартуваше одлично, момците на Александар Васовски неизиден доминантен надпревар каде што погоди неколку стативи пречки, резултатот навистина може да биде многу поголем и поубедлив, а ова е само еден важен сигнал дека овие екипи ќе мора многу да променат ако сакаат и ќе мораат секако да ја подобрат играта на следните надпревари со цел да не дојдат во ситуација да го загрозат опстанокот уште рано па да имаат проблеми во текот на целата сезона, бидејќи кажав, последните три екипи директно ја напуштаат првата лига, додека пак екипите кои што ќе бидат на 9 и 8 место ќе играат бараш за можен опстанок во втората, односно првата македонска фудбалска лига. И покрај тоа што започна новата сезона, се одигра првото коло, екипите се активни се уште на трансфер пазарот. Екипата на Струга Тримлум, која што всушност тука да се надополна во однос на резултатите, стружени исто така во саботот одигран ефикасен надпревар кој што го отворија со 2-0 над триумф, со триумф над повратникот Македонија Ѓорче Петров, така да поранешниот двократен македонски шампион со резултат од 2-0 и триумф над Македонија Ѓорче Петров ја отвори новата сезона. И токму Струга е таа која што промовираше нови засилувања. Доаѓа Ѓорги Ивковиќ, српски напаѓач кој што е добро познат на македонската јавност и на оние кои што го следат македонскиот фудбал. Тој е всушност поранешен играч на Бреера Струмица со 31 надпревар во првата македонска фудбалска лига и 17 постигнати погодоци. Стружен добиваат квалитетен играч кој што има настапувано за повеќе екипи од Србија, во Словенија, во Казахстан, така да ќе и албанскиот шампионат тука има настапувано Ивковиќ, така да се работи за доста квалитетен играч кој што го промовира Струга. Тука секако ќе дојде уште еден млад играч, станува збор за Алтин Али, 18 годишен фудбалер кој што има настапувано за младинските категории на Македонија Ѓорче Петров, како и за првиот тим со околу 30 настапи во првата македонска фудбалска лига и за младинските категории на Вардар, доаѓа од косовскиот шампион Балкан и во екипата на Струга Тримлум. Овие се засилувањата кои што ги има Струга, новиот како веќе се отвори првото коло, ново засилување во екипата на Тиквеш е Сандеј Алиме, се работи за нигериски фудбалер кој што доаѓа во Тиквеш и кој што се работи за 25 годишен фудбалер кој треба да биде вистинско освежување за тимот на Ѓорги Мојсов, кој што, како што кажав, новата сезона ја отвори со 0-0 на домашен терен пред својата публика, пред верените лозари против Работнички, кој што оваа сезона играше и Европа, меѓутоа Работнички заедно Силекс испадна уште во рамки на тоа прво квалификацијско коло од квалификациите за конференцска лига на УЕФА. Предлагам овде да погледнеме и табелата од првата македонска фудбалска лига, да видиме како истата изгледа откако веќе се одигра тоа прво коло. Еве пред вас имате и самата табела. Силекс се наврва нормално, најефикасен старт имаше од 5-0, гол разлика 5-0 со што Силекс се наврва од табелата со 3 бодови. Толку има и Шкендија која што со 5 како што кажав триумфираше, 3 бода, Вардар исто така 3 бодови, екипата на Струга Тримлум е со 3 бодови и сега доаѓа тука Арсими, Башкими, Работнички, Тиквиш со по 1 бод, додека пак без бодови се екипите на Македонија Ѓорче Петров, Пелестер, Шкупи, Брера и доколку еве сега имате полесна пристап за тоа како би изгледало самата табела. Екипата која што ќе биде на 12-тото, 11-тото и 10-тото место, значи директно испаѓаат последните три екипи во втората македонска фудбалска лига, додека пак екипата која што ќе биде на 9-тото и 8-то место ќе играат бара, значи тука е таа бара зона, значи ќе треба екипите само од 7-то место нагоре ќе имаат
она безбедна зона или зона за директен опстанок. Вака некако изгледа табелата по одиграното прво коло во првата македонска фудбалска лига, и како што кажав, веќе ги гледам оние екипи кои што одлично отворија сезоната и според квалитетот и според она што го најавуваат, ќе бидат тие кои што ќе се борат за излез во Европа, за шампионска титула, меѓутоа и за освојување на куп титулата во македонскиот куп. Ќе гледаме пак, ќе потенцирам неизвестна сезона и навистина на многу поефикасна во однос на ланската сезона, кога практично оваа сезона ќе видиме доста голема борба и во делот за опстанок, и во делот за баражот, и во делот за титулата и излезот во Европа. Ова е табелата од првата македонска фудбалска лига. Ќе направиме сега и една најава практично на се она што ќе се случува во тоа второ коло. Второто коло нема да ни донесе надпревар под рефлектори. Знаете дека првото коло под рефлектори се одигра вечното дерби или македонското Ел Класико, една националната арена Тодор Проески во една фантастична атмосфера под рефлектори, како и што доликува за едно такво големо дерби на вечните ривали да го одиграат под рефлектори. Меѓутоа сега второто коло нема да ни донесе надпревар под рефлектори, веќе го има распоредот одново се игра нели во 4 дена, петок, сабота, недела и понеделник. Во петок на програмата ќе бидат два надпревари кои што ќе започнат во 17 часот. Тиквеш во Кавадарци ќе го пречека Вардар, додека пак Карсими на домашен терен ќе игра против Струга Тримлум. Овие се два надпревари од 17 часот во петок. Во сабота на програмата ќе бидат одново два надпревари и одново од 17 часот. Македонија Ѓорче Петров на домашен терен ќе игра против актуелниот шампион Шкендија, додека пак од 17 часот Работнички против Башкими. Во недела исто така од 17 часот Шкупи Силекс ќе биде единствениот надпревар на програмата, а пак колото ќе се затвори во понеделник од 17 часот во Струмица со надпреварот помеѓу Брера и Пелистер, со што ќе се заокружи оваа втора рунда и како што кажав, тој новитет да се игра во 4 денови, што значи се овозможува многу поголема можност за сите оние љубители на македонскиот фудбал да проследат дали во живо, дали пред телевизиските екрани повеќе надпревари или практично ете и некаде и да ги проследат и сите надпревари. Ова е во рамки на второто коло што ќе не очекува. Ете ќе резимирам па пред да се префрлам на некои информации околу трета лига, дека новата сезона успешно беше отворена, ефикасна, со многу погодоци видовме, особено во Скопје, Тетово и Каратово, каде што падна навистина многу погодоци. Од друга страна успешно деби имаше и VAR технологијата. За прв пат на неколку надпревари се со помош на таа VAR технологија некои одлуки беа променети или донесени, што значи дека веќе конечно и VAR технологијата ја имаме во македонскиот фудбал. Ова практично ќе биде горе-долу за првата македонска фудбалска лига. Ја отварам овде темата поврзана со третата македонска фудбалска лига Исток. Она што претходно го начнав веќе пополека се потврдува, така да оние наши најави од претходните неколку изданија на спортски магазин Трибина и она што го како спортски вести го подготвуваме нели на М-нет телевизија најавевме околу таа неизвестна борба во трета лига Исток. Тоа е всушност новата сезона која што треба да започне на 7 септември во делот на конкуренцијата и во делот на борбата за освојување на првото место кое што води кон можен пласман во втората македонска фудбалска лига. Ќе започнам со една кратка анализа. Кажавме претходно дека за разлика од ланската сезона кога Слога беше главен фаворит и кога напред се знаеше дека Слога ќе го игра тој бараш или ќе биде шампион, другите екипи некако веќе се насочи кон тоа да сезоната е завршат што е можно повисоко на табелата за престиж да бидат втори и трети на табелата. Ова година нема да биде така, или оваа сезона, затоа што ќе гледаме доста израмнетост. Неколку екипи веќе квалитетно се луваат и сакаат, имаат отворени амбиции за да бидат шампиони во трета лига, Исток да играат бара за втора лига и на тој начин ете сите оние љубители на фудбалот на пониската лига или на нисколигашкиот фудбал во случај на трета лига ќе имаат можност да следат неизвестна сезона на Истокот, кој што како што кажав започува на 7 септември, а веќе во следните денови треба да се одржи ждрепката со тоа да го имаме и распоредот и како ќе започне истата лига.
Веќе неколку екипи ги започнаа подготовките за новата сезона. Прва започна победа од Валандово, која што веќе некаде таму почетокот на јули месец, кога практично и делот второлигашите нема се уште започнато, кога ги стартува подготовките прволигашите, тога започна и Валандовска победа, која што веќе се подготвува, бидејќи по неколку сезони пауза се враќа во сениорскиот фудбал и веќе има и неколку нови селувања. Од таа цел раководство на клубот од Валандов се одлучи многу порано да ги започне подготовките. Веќе клубот одигра и неколку пријателски надпревари со како третолигаши, така и второлигаши. Екипата на Овче поле од Свети Николе ги започна подготовките за новата сезона и со неколку промени. Јорданчо Трендафилов, досегашниот капитен на Овче поле, ќе биде нов тренер, кој што ќе го води Овче поле во новата сезона. Меѓутоа и Тони Серафимов, кој што досега беше прв тренер, останува во стручен штаб на сениорскиот тим, меѓутоа паралелно ќе ги води младинските категории. Меѓутоа клубот донесе, ангажираше или промовираше доста квалитетни фудбалери кои што носат второлигашко искуство и кои што ќе треба всушност да бидат клучни во остварувањето на целите на Овче поле, а тоа е одново шампион да биде тимот од Свети Николи и одново да се игра тој бараж, бидејќи ете за потсетување дека екипата на Овче поле од Свети Николе во сезона 2021-2022 играше, беше шампион, играше бараж тамо некаде во месец јуни, бараж 2022 година за влез во втората лига, меѓутоа се случи еден дебакл, загуби убедливо од Арсими, тим кој што од тогаш е само во нагорна линија, ете го сега и во првата македонска фудбалска лига ја оствари својата цел, додека пак Овче поле и натаму е во трета лига. Нови селување се Тоше Манов, напаѓач кој што доаѓа од второлигашот Осогово од Кочени во третолигашот Овче поле од Свети Николе. Тука е Стојанче Костадиновски, кој што ја засилува средината на тимот од Свети Николе, доаѓа од второлигашот Вардарски од Богданци, кој што по една сезона испадна од втора во трета лига исто. Тука е Саше Соколов за посилна одбрана на тимот од Свети Николе, доаѓа од екипата на Карвенци. Андреј Арсовски, кој што е голман, доаѓа од Штипска Брегалница. Во пакет од Делчевска Брегалница за посилна одбрана доаѓа Денијан Доновски и Емил Рунчевски, додека пак Ѓорги Султанов и Никола Стојковик доаѓаат од футсал клубот Овче поле во ФК Овче поле и ја засилуваат одбраната. Овие се засилувањето кои што досега ги промовираше или се представени во тимот од Свети Николи. Кажав, со овие засилувања веќе како има амбиции овој тим за тоа прво место. Тука ќе биде Брегалница од Делчо, за кој што ќе спомнеме следно за нив околу зилувањето. Хоризонт Турнова, кој што исто така најавува амбиции околу делот да се освои тоа прво место, така да знаеме многу добро какви истории има Хоризонт Турнова, настапувајќи, и тоа е всушност и поранешен вице шампион, настапуваше и во квалификациите за Лига Европа тогаш, така да станува збор за еден квалитетен тим кој што сака да се врати во првата, односно за почеток во втората, потоа и во првата македонска фудбалска лига. Во делот на Брегалница или засилувањето на тимот од Делчо, 4 засега засилувања се промовирани овде. Станува збор за голманот Лазе Гичев, кој што доаѓа од редовите на Каменица Саса. Гичев кој ќе треба тој да го донесе стабилност и квалитет на голот на тимот од Делчо. Понатаму тука и Драган Настоиловски, кој што се работи за напаѓач, кој што доаѓа од нисколигашкиот фудбал во Швајцарија, кој треба да донесе искуство и да помогне во остварувањето на целите на тимот од Делчо. Тука е и староновиот играч на Брегалница, всушност повратник, се работи за Томи Становски, кој што доаѓа од екипата на Кадино, каде што настапуваше изминатата сезона, а четврто засилување младиот 16 годишен Марио Илиевски, кој што е прекомандуван од младинскиот во сениорскиот тим на Брегалница и се работи за млад, талентиран и надежен фудбалер кој што ќе треба да донесе свежина во редовите на тимот од Брегалница Делчо во новата сезона, кој што кажав ќе започне на 7 септември, а ќе видиме какова ќе биде ждрепката и каков ќе биде исходот. Ова година 12 екипи ќе настапат тука, што значи дека за прв пат после подолги години имаме одново 12 екипи, поголема борба, повеќе надпревари, подолга сезона и некаде некоја рамноправност или изравнетост во однос на останатите 5 региони, односно 4 региони, вкупно 5, со оглед на фактот дека Трета лига Исток територијално е најголемиот регион, некаде таму од Македонска Каменица територијално па се до Гевгелија и Доиран, меѓутоа со најмалку екипи. Сега ете конечно 12 екипи, пак има повеќе кола или некаде по еднаква сезони со останатите региони кога зборуваме за квалитетот.
така да очекуваме уште еднаш ќе потенцирам неколку екипи кои што ќе сакат изненадување, а ми се чини дека тука и Карбенскиот тој кој што ќе можеби ќе сака висок пласман и да изненади, бидејќи веќе неколку години наназад екипата на Карбенци е таа која што се бори за висок пласман, редовно учествува и во купот на Македонија, настапувајќи како пред се прикажува како добар домаќин, добар организатор на таков куп надпрв, бидејќи сепак куп надпрвувањето е нешто посериозно, некој повисоко скалило во однос на трета лига Исток. Од друга страна, настапите во купот на Македонија за екипата на Карбенци се едно поголемо искуство за самите фудбалери. Резултатот секако е некаде во втор, трет, четврт план, со оглед на фактот поради разликата во квалитет. Во минатото екипата на Карбенци играше со прволигаш од Волска Спорт од Охрид, потоа играше и со Силекс во купот. Ете ова година ќе игра со Работнички. Тоа се едно поголемо искуство за овие млади фудбалери да играат против едни такви големи екипи, а во вторникот се одигра и пријателски меч во Карбенци помеѓу Карбенци и најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар, каде што исто така беше практично фудбалски празник за Карбенци, а од друга страна едно искуство повеќе за самите фудбалери да настапат против македонскиот фудбалски гигант Вардар. Ова е во делот кој што го подготвуваме практично за и трета лига и она што успеавме овде да го начнеме и да го имаме како информации, секако во следните изданија ќе направиме анализи за сите останати региони. Знаете дека 5 региони ги имаме во трета лига, освен истокот тука и југот, југозапад, понатаму тука и запад и север. Север како најквалитетен, најголем регион каде што конкуренцијата и борбата е навистина голема во однос на останатите региони. Таму ете како информација ќе спомнам Евромилк веќе и ги започна подготовките, поранешниот прволигаш од Горно Лисече и влегува сериозно во новата сезона, промовираше 5 до 6 квалитетни засилувања со прволигашко искуство и целта на Евромилк е да биде шампион во трета лига Севера, потоа да го помине тој бараш и да се пласира, односно се врати во втората македонска фудбалска лига, а по полека потоа и да го трасира патот кон враќање во првата македонска фудбалска лига, бидејќи некаде повеќе од месечини на деценија како Евромилк не е веќе дел од елитата, односно испадна и е дел сега и од трета лига Север. Ова е околу трета лига Север. Неизвестности ќе имаме во запад, југозапад и југ, каде што за сега немаме некои екипи кои што се одвојуваат или прават некоја разлика. Ќе видиме во следниот период какви ќе бидат амбициите на овие екипи и дали ќе има некоја екипа која што ќе бидат изразит фаворит, па врз основа на тоа во следните најавуваме во следните изданија на спортскиот магазин Трибина ќе ги анализираме и сите овие случувања кои што ќе бидат поврзани со останатите региони во трета лига. Во сите 5 региони. Втората лига, знаете, како што и претходно спомнавме, во следното издание на спортскиот магазин Трибина ќе го посветиме на втората лига, стартува 23 август со надпреварите од првото коло, така да следното издание од спортскиот магазин на Трибина ќе можете да проследите многу повеќе околу втора лига, засилувања, преглед ќе видиме како екипите се засилија, кои играчи дојдоа, кои се замина, амбиции, планови, буџети и слични, се она кое што ќе можеме од старт да го знаеме за новата сезона во втората македонска фудбалска лига. Спортскиот магазин Трибина ќе го затворам со една убава информација пред се за боксот како спорт, за македонскиот бокс, за штипскиот и генерално за онај голем успех кој што го направи младиот боксер од Штип Иса Бајрам, кој што негов матичен клуб е Пинк Пантер од Штип, меѓутоа брнејќи ги боите на Македонија, настапи на Европското првенство за кадети во Златибор, Србија, каде што го освои бронзениот медал и се враќа со бронзен медал во Штип. Тој е горд на овој голем успех кој што го направи во една тешка конкуренција и борба, се враќа со еден голем резултат и кој што ќе биде мотив повеќе за него и за следните успеси. Разговаравме и со Иса Бајрам, меѓутоа и со селекторот и негов тренер Петар Чурлиновски во однос на тоа како тие настапија на Европското првенство, какви беа подготовките, плановите, каква беше конкуренцијата, против какви надпреварувачи и многу повеќе дознаваме во следните 4 до 5 минути од Петар Чурлиновски и од самиот Иса Бајрам околу тој бронзен медал кој што го освои Иса Бајрам на Европското првенство за кадети во Златибор, Србија. Предлагам овде да ја проследиме изјавата на Петар Чурлиновски на Иса Бајрам. Голем успех, како ете вие како селектор сте задоволни од овој голем пласман или овој голем успех кој што го остваривте? Па прво да кажем дека ова е еден доста добар успех
кој го постигна боксерот Исам Байрам во состав на репрезентацијата на Македонија, тоест во кадетската конкуренција, и каде го освои бронзениот медал, што значи успех за Боксерската федерација на Република Македонија, успех за Република Македонија, како и успех за боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип, кој имаше можност и дојде до ситуација да истиот најголем медал досега во историјата, постоењето на штипскиот бокс, го освои боксерот Пинк Пантер, боксерот Иса Байрам, да кажем и тоа, дека е имало и доста други позначајни медали, некош во поранешна Југославија, во просторите на поранешна Југославија. Сме имале тогаш највредни беа медалите од државните првенства на Југославија. Прв од тие го зеде Митев Љубе, бронзениот медал 81 година тука, потоа 82 година следуваат боксите Демир Тајер и Грбе Христе, исто бронзени во Панчево, па потоа Далимов Називо, пак во Панчево го освои и златниот медал, државен првак на Југославија во тие простори. Безброј медали, безброј трофеи, од војвоđански златни ракавици, да не ги напоменува белградски победници, златни гонгови, меѓутоа сепак овој медал е круна на сите досегашни постигнати трофеи. Како тече подготовките? Па подготовките е нормално. За учество на ово европско првенство, овие подготовки се веќе наназад од минатата година со плански, систематски предвидени надпревари, поготово доста дадо значај учеството на Open Balkan Купо лигата, каде имаше 8 кола, тоа се 8 меѓународни, со меѓународни надпреварувачи, каде веќе покажуваше квалитет, покажуваше веќе напредок, дека може да очекуваме за следното, тоест Европското првенство во Златибор кое помина, дека можеше да се надеваме на еден медал и тоа го остваривме. Бронзен медал, голем успех, колку борби, во која категорија конкуренцијата како беше? Тоа имаше две борби, ждребот беше така групата на распоред на боксерите. Во осмо финалето се најдоа српскиот боксер и боксерот од Словачка Доминик. Од тие двајца победници се очекуваше боксерот Иса Байрам да се сретне во четвртфиналето, борба за медал. И тука доста ни беше познат боксерот на Србија, кој го има Иса Байрам на Open Balkan и два пати победувано, еднаш го победи, па другиот пат со прекин со нокаут. Меѓутоа, словачкиот боксер имаме сознание дека се работи со доста квалитетен боксер и кој исто победи тука, иначе он беше освојувач на последниот меѓународен интернационален турнир Дракула Опен во Румунија, каде беше и прогласен за најдобар боксер. Имајќи ги негови квалитет, борбата се водеше така, тактички, со добра анализа и со целосно ангажирање на боксерот Иса Байрам. Го победивме боксерот од Доминик од Словачка и со тоа го обезбеди бронзена медаља, да во полуфиналето борбата за освојување и пласирање за во финале се сретна со рускиот боксер кој доста беше поискусен и доста, да кажем, меѓутоа нашиот боксер не отстапи Иса Байрам, 3 рунди боксуваше нормално со него, да тоа се види и колку е квалитетот во финалето со азербеџанецот кога боксуваше, кој целосно го декласира азербеџанскиот боксер. Меѓутоа, тоа е тоа. За тебе ова е еден голем успех, претпоставам дека нели си горд на овој резултат кој што го направи, а како ете сега се чувствуваш и какви се твоите импресии после овој голем успех? Јас се осеќам многу добро, горд сум што го донесов медалот од Европското првенство и се надеваме на многу поголеми успеси. Ова беше само почеток. И сега со оглед фактот дека е бронзен медал, претпоставам ќе ти биде мотив повеќе во иднина за уште поголеми резултати.
Да, тоа ќе ми биде многу голем мотив да тренирам повеќе, да се трудам за поголеми успехи. Какво е кога се настапало за репрезентацијата или за Македонија по државното знаме, а какво е чувство кога се настапало за клуб? Има ли поголема тежина кога ќе се освои ваков голем медал, а кога во прашање нели државата? Да, многу е по гордо да го носиш знамето, да се бориш за татковината. Откако ја проследевме изјавата на Петар Чурилински Ниса Бајрам за овој голем успех, ова ќе биде некаде и се што подготвевме за ова издание од спортскиот магазин Трибина. Како што кажав на почетокот, ја изанализиравме она прво коло кое што беше за првата македонска фудбалска лига, начнавме околу трета лига, исток пред се екипите на Овче поле и на Бргелница Делчево. Така да во следниот период очекуваме многу повеќе информации во следните изданија и секако следното издание уште од сега го најавувам и ќе биде посветено на втората македонска фудбалска лига, а до следното издание секако останете понатаму со програмата НМН телевизија и спортски поздрав.